Почитуван министер за образование и наука на Република Македонија, господин Панчо Кралев, почитуван градоначелник на општина Струмица, господин Зоран Заев, почитуван председател на Сојуз на дефектолози на Македонија, господин Горан Петрушев, почитувани гости и учесници на собирот. Ми причинува последна чест од името на Филозофскиот факултет при Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје и од моје име да ве поздравам и да изразам задоволство за вашето присуство на овој меѓународен научен стручен собир. Посебно задоволство ми причинува сознанието за големиот број пријавени квалитетни научно-стручни трудови, што со должна заинтересираност ќе имаме можност да ги проследиме. Сметам дека една од придобивките на овој собир е можноста да се запознаеме со искуството во областа на спроведувањето на процесот на инклузија преку пријавените научно-стручни трудови и пленарните излагања. Темата која на дневен ред има огромно општествено, стручно, образовно и социјално значење. Ова прашање има голема актуелност бидејќи поминаа 15 години од почетокот на спроведувањето на праксата на инклузивно образование во Република Македонија. Тоа е до ова и функцијата на овој собир. Донесените заклучоци ќе ни покажат што сме направиле, каде сме сега и ќе ги зацрта идните перспективи на понатамошниот развој на овој процес. Оваа година, да се потсетиме, Собранието на Република Македонија ратификува Конвенцијата за правата на лицата со инвалидност, донесена од Организацијата на Обединетите нации во 2006 година. Ние имаме обврска да продолжиме и понатаму во реализација на престојните активности. Министерството има обврска, државата има обврска. Институтот за дефектологија при нашиот факултет го започна овој процес со изготвувањето на првиот проект за инклузивно образование во 1997 година по предлог на УНИЦЕФ. Во изминатиот период, Институтот за дефектологија постојано го следи и активно е вклучен со своји кадри во спроведувањето на инклузивниот процес. Би сакал да ве уверам дека и понатаму ќе настојуваме да го даваме својот придонес заедно со заинтересираните институции, Министерството за образование, УНИЦЕФ, Сојузот на дефектолози на Македонија, локалната самоуправа, посебните и редовните училишта, инвалидските организации во Македонија и Министерството за труд и социјална политика, кое се повеќе покажува интерес за почеток на инклузијата во детските градинки. Ви посакувам успешна работа. Благодарам за вниманието.